Океј. Денеска ќе зборувам за нешто што е многу интересно. Има една студија од Харвард и тоа е едно од најдолгорочните или најдолгите, најголемите студии кои што се направени генерално. Мислам дека, ако не се лажам во информацијата, и 3 директори на тие студии биле сменети. Ја ова слушнав од еден човек кој што се вика Роберт Валдингер, кој што фактички бил еден од тие директори, доктор Роберт Валдингер, еден од директори на таа студија на Харвард, која што фатила 85 години испитување за тоа што е главен фактор за здравје и за среќа кај луѓето. И имаше многу работи кои што се наведени, можете да најдете на YouTube, ја споделив кај мене на социјалните медиуми, беше стварно многу интересна. Дојав во контакт некако со тоа видео и ми остави огромен впечаток, а тоа е дека у суштина главната причина за здравје, за среќа се квалитетот на релациите кои што човекот ги има. Гледате, квалитетот на релациите кои што човекот ги има. Гледате, квалитетот на релациите секако дека дава среќа. Ако имате лоша релација околу вас, можете ли човек да биде среќен? Тешко. Сега, но квалитетот на релациите исто така е индикатор за здравјето на еден човек. И тоа е тоа што е интересно во таа студија. Дека здравјето го поврзуваат и колку човекот долго живее, колку е здрав во, 80-ти, 90-ти години и што му помага да се справува со болка во тој период или да има помалку болка, е уствари квалитетот на релациите кои што тој претходно ги имал или ги има. Поради тоа што гледате, многу едноставно е дека тоа е вистина. За мене тоа е целосна вистина. Човекот може да има преубави релации околу него и да има помалку стрес. Или човек може да има негативни релации околу него и тие да бидат извор на многу стрес. Поради тоа што гледате, изворот на стресот дефинитивно се неквалитетните релации, затоа што од каде доаѓа негативната енергија? Преку комуникацијата. Ако имате човек кој што ви комуницира цело време негативно, ако имате некој човек кој што постојано ве вреѓа, ако имате човек кој што постојано ве омаловажува, ако имате човек кој што постојано ве деградира, ако никогаш не можеш да си ти управо кога си у контакт со тој човек, ако секогаш тој човек е управо, ти секогаш си укриво, ти си научен да бидеш укриво, и дури, знаете, не треба да има во тие релации надпревар кој управо, затоа што глупо е да имате надпревар кој е управо, но во еден момент сакаш да бидеш и ти управо за нешто, ама ако имаш човек до тебе кој што тој е секогаш управо и ти секогаш укриво, ти развиваш еден тип на апатија, безнадежност, дури во врска со било каква комуникација, поради тоа што ти ја сече реалноста, ти ја сече комуникацијата. Немаш валидизација, имаш инвалидизација. Што се случува со твојот простор? Твојот простор почна да се намалува. Гледате, просторот колку ви е поголем, толку поубаво се чувствувате. Просторот исто така е поврзан со позитивните мисли и позитивните емоции. Кога сте биле некогаш на море и сте гледале во широчината на морето, сте имале ли негативни мисли и емоции? Не. Затвори се дом у 4 зида, ќе имаш негативни мисли и емоции. Гледате, да се повторувам со ова, знам дека малку сум досадна, но убаво е да се знае. Зборот анксиозност доаѓа од збор ангере на латинскиот да гушиш некого. Ангере доаѓа од збор ангст, на германски ангст е страв, а на индоевропејски стари јазик од кој што се развива индиските европските јазици, зборот ангст значи мал простор. Сега, анксиозност, страв, се сите тие имаат во основа мал простор. Ако вие отидете во некоја ширина и ако имате некој простор и ако гледате во просторот, вие немате негативни мисли. За време на пандемијата слушнав еден податок, дали е точен, не знам, дека во Македонија за време на пандемијата имало најмногу разводи, што за мене има логика, зашто луѓето беа затворени и во тој мал простор, гледате, мора да има негативни мисли и емоции, зашто човекот кога има простор, он нема негативни мисли и емоции. Мал простор е проблем. Негативните релации прават мал простор. Критичност, омаловажување, супресија, што значи угнетување, толчење и така натаму. Тоа се значи мал простор. Гледате, ако ти имаш валидизација, ако ти имаш вреднување, ако некој те пофалува, зашто минатиот пат ви зборев за тоа дека барајте пофалби од самите вас, не барај пофални од луѓе кои што знаеш дека се негативни или по скалава се пониско.
Ама морате да имате добри релации. И добрите релации, ќе кажам сега дека си наша одговорност, не се само одговорност на другите луѓе, него можеме ние да бидеме причина за немање на добри релации, не? Сега, изборот депресија или супресија, супресија, значат притисок надоле. Анксиозност, страв, депресија, супресија исто значат мал простор. Видите, анксиозност, страв, депресија, супресија значат мал простор. Нели? Сега, ако целата идеја, ако ти се сведеш на некој мал простор, ти немаш самодоверба, ти немаш сигурност. Човек кој што не може да одлучи поради тоа што е критикуван има мал простор, нема свој простор, он е одлуката на другиот човек. Гледаш, немаш простор. Значи, на што се сведува повторно добрата релација? Добрата релација се сведува на некој тип на простор, на некој тип на позитивна енергија, валидизација, пофалба, убава комуникација. Кога разговараш со човек кој што има убава комуникација со тебе, како се чувствуваш ти? Се чувствуваш дека имаш простор. Кога разговараш со човек кој што ти го зима просторот, кој што те критикува, омаловажува, негира, деградира, што се случува, тогаш немаш простор. И поради тоа што немаш простор, фактички немаш добра релација. Ако немаш добра релација, немаш да имаш ни среќа, немаш да имаш ни здравје. Да го цитирам Роберт Валдингер, односно тоа е на некој начин заклучокот на таа студија од Харвард, дека фактички главниот фактор за доброто здравје и за среќа се релациите кои што луѓето ги имале. Така да, поентата е дека релациите се клjuč за среќа, се клjuč за здравје, мислам дека се клjuč за успех, поради тоа што некој човек околу тебе може да ти даде ветар во грб или друг може да ти даде ветар во гради, не во грб, затоа што иде контра тебе и да имаш многу стопови. Кога имате многу стопери околу вас, стоперите околу вас ве разочаруваат, зошто? Поради тоа што ви го намалуваат простор. Зашто? Поради тоа што ентузијазмот, оптимизмот е тип на простор. Цели, сакам ова да го постигнам, не можеш, не те ви ова Македонија, како да не, тука ништо не успева. Тоа е мал простор. Зашто? Те тера да не сонуваш. Гледаш, затоа што ние, кога имаме цел, ние имаме релација со сам себе. Како сме ние у комуникација со сами себе? Ние сме у комуникација со сами себе преку нашите цели. Човек кој што нема цели, тој не е у најдобра комуникација со сам себе. Тој може да се избори сам на себе, ама не зборам за таква релација сам со себе. Знаете, луѓе се изборат сами со себе, си се карат, си се, не знам, критикуваат. Не зборам за таква комуникација. Тоа е не најдобра комуникација сам со себе, не. Кога човекот е у комуникација сам со себе, тој човек е у комуникација со сопствената цел. Поради тоа што целта е дел од нас. Нашите амбиции и визии се дел од нас. И ако човекот не е у комуникација со сопствената цел, со други зборови, ја нема во својот ум, ја нема во својата иднина поставена, тој не е во комуникација со сам себе. Сега, како човекот доаѓа да не е у комуникација со сам себе? Може ли околината и негативните релации да ви обесхрабрат во однос на вашите цели? Да, може. Ти сакаш некоја цел, лупеташ, глупости. Што машташ, дај биди реален човек. Не е нормален си. Кјути не збори, ке ти се смеат. И сега, околината може да те обесхрабри. При тоа што ти можеш да имаш многу ентузијазам, можеш да имаш многу позитивна енергија, можеш да имаш многу елан. Тоа е простор. Едно е да имаш релации со други луѓе, да, но многу е важно да имаш релација со сам себе. Поради тоа што ако имаш цел и ако ти се движиш кон целту, најмала рака не си осамен. Гледайте, човек мора да има убава комуникација и да има комуникација со луѓе кои што го разбираат за да не се чувствува осамен. Колку често ви се случило да бидете на одмор со некого на преубаво патување, ама немаш разбирање од тој човек и за џабе си на тоа убаво патување затоа што не се чувствуваш разбран. Ти си физички убав простор, ама духовно не си убав простор, поради тоа што немаш човек кој што ќе те поддржи, немаш човек кој што ќе те разбере, си во контакт со конфликтна личност која што по навики и рефлексно те стопира, те деградира, те омаловажува. И што правиш ти? Ти си обезнадежен, ти фактички немаш ни комуникација. Комуникацијата е простор. Ама ако некој цело време преку комуникација те стопира, те инвалидизира и те деградира, ти не ни сакаш да комуницираш. Сега, прво не ćeš да комуницираш со тој човек. Потоа почнуваш да не комуницираш со многу други луѓе, поради тоа што ти е спуштена емоцијата, и ако ти е спуштена емоцијата,
немаш више цели за иднината, не се чувствуваш дека си у најдобра состојба, се почнуваш да се себе понижуваш и себе инвалидираш дека не те бива, дека не си добар, ама знаете што? Кога човекот почнува да се себе негира, тоа дефинитивно е нездраво, но себе негирањето, гледате, себе негирањето не доаѓа одма. Прашате го детево, те бива за фудбал? Да. Знаеш да пееш? Знам. Знаеш тој тоа? Да. Те бива за тоа? Да. Е сега, детево 5 години има. Остај го 15-20 години со баба, дедо, мама, некој тренер што му е сосекол самодовербата, некоја учителка што, не знам, му се закатанчила за да му е намали самодовербата или било кој у околината кој што го стопирал, прашате го тоа дете на 20 години, те бива за ова? Не. Шампион си? Не. Знаеш? Не. Можеш? Не. Релации. Гледате ги релациите колку се важни во околината. Затоа што ако ти немаш добри релации околу тебе, почнуваш да ти изгледа светот неоптимистички, неентузијастичен. Ама тој неоптимизам и неентузијазам, гледате, прво не бил ваш. Вие сте го попримиле од некоја друга особа, која што била многу по-негативна, можеби која што зборела негативно, која што ви фрлала негативни мисли во твојот простор и ти си ги купил тие негативни мисли, кои што се ствари реални само за таа личност, не се реални за тебе, и она што се случува е, почнуваш да се чувствуваш дека едноставно не те бива и дека не си добар. Сте виделе дека има луѓе некојаш кои што се среќни кога тебе не ти оди? Ке доеш дома и ако си многу среќен, ако имаш луѓе кои што не се на тоа ниво, они дури не те спуштат, не се среќни. Имате таква ситуација, знаете, имате ситуација каде што ти ако си многу среќен, он дури не ти направи клизачи, мајагери, баб, да те сосече и да те спушти со емоциите, не го нервираш ако си среќен. И сега, ке видиш, имаш сопруга или сопруга со мажот, женава која ќе се расплаче, он само тогаш е добар со неа, или она која ќе го расплаче него, она тогаш е добра со него. Зашо она кој е многу среќен не бива, или она кој е многу среќна, он се нервира. Ама ако ја расплаче, тогаш ќе и помогне. Ама не и помага кога она е среќна. Или она ќе му уништи самодовербата, сигурноста, критики, вакви и онакви работи, она е среќна тогаш. Зашто? Затоа што е под контрола. Зашто е он среќен? Зашто она му е под контрола. Ама гледате, такви релации не ви дават ветер во грб. Релациите, добрите релации се клjuč за човекот да има здравје. Добрите релации се клjuč за човекот да има успех. Знаете, ние викаме, здравје, само и така е, само здравје после све друго. Ама од ова испаѓа дека не е, дека и здравјето, ама и љубовта е клjuč на нешто. Тоа сега луѓе го рече, ама ја го сакам неа. Знаете, луѓе се чудни. Ги сакаат другите луѓе, ама ги нервираат, ги спуштаат, ги инвализираат, ги критикуваат се унивно добро. И кој ќе речеш, двајца маж и жена, тие се тепаат цел живот, се караат, ама се сакаат. И сега да се чудиш што е тоа дефиниција за љубов за нив. За нив љубов е да се караат, да се тепаат, ама се сакаат. Тие не можат еден без друг, патолошки се поврзани и они мислат дека таа патологија е љубов, а уствари тоа нема врска со љубов. Се луѓе ќе речат, ама ја го сакам него. Не, луѓе, сакањето е израз на помагање на друг човек. На дал тој може да ги постигне своите цели. Како му приоѓате ако сакате да го коригирате? Со која енергија му приоѓате на човек ако сакате да го коригирате или да го направите да се чувствува уште поуспешен и подобар? Ама луѓе викаат, ја го сакам. Ти го сакаш, ама тој не е среќен покрај тебе. Какво е тоа саќање? Знаеш, он ја сака, ама таа не е среќна покрај него. Ама ја сака. Зашто? Зашто тогаш тој да е несреќен ако... Затоа што овој што ја сака, он не знае како она сака да биде сакана. Она го сака него, ама на неизин начин. Она не знае како да го сака на негов начин. И она што се случува, имаат проблем во релацијата и се луѓе го кричат, ама се сакаме, се сакавте, ама се заклавте, се испотепавте, се уништивте. Не само вие што се нервирате, целата околна фамилија околу вас, мајки, татки, татковци, дедовци, баби, тетки, вујковци, сите страдаат затоа што они двајца се сакаат. И си кажеш, вау,
Замисли ако не се сакаат ови. Замисли ако не се сакаат. Сега, луѓето го користат тој избор љубов и те сакам, ама немаат исправна дефиниција за тоа што значи. Затоа што, гледате, ако речеме сега дека уствари, сакав да кажам следно, љубовта е основа и за среќа и за здравје. Здравјето си основа за здравје. Секој човек мора да се грижи за своје здравје, така да ја сакам кога ќе речеме здравје. Здравје прво. Мислам дека така треба да викаме, здравје прво. Ама може треба да речеме и здравје прво, ама и љубов. Ама сега, каква љубов? Не ваква љубов на кој што луѓето се научени, абе ја го сакам. Да бе, ти го сакаш, ама душата му извади на човекот. Он ја сака неа. Ја сака неа, ама таа расплачена 5 дена од 7. Сега, како се сакаат луѓето е голем прашалник, поради тоа што немаат дефиниција за тоа што е љубов и што е вистинско сакање. Брачни пријатели се викаат кај нас, ама они после втората година стануваат брачни непријатели. Затоа што, уствари, не се веќе брачни пријатели, него станале брачни непријатели. Зошто? Поради тоа што го нема тоа пријателство. Сега, што е пријателство? Луѓе, пријателство е улога и функција. Ако си ти нечи пријател, ти имаш улога и функција. И што значи да си пријател? Знаете, кај нас луѓе ќе речат, абе, знаеш што? Ја све му плескам у фаца. Зашто? Па пријател сум му. Чекај, ама ти му плескаш све у фаца. Како му плескаш све? Ја, директен сум многу, ја све му кажу. Не сум ја лицемер. Па добро, ама ако си многу директен, тоа он како го прима? Он после таа твоја директна комуникација, директност у комуникација, он како излага? Он излага за шеметан. Кога да сум он со зборови мудрил 3 бокса на другар му, ама он е директен. Или девојката другаркава на незината другарка, они се малку индиректни девојчињава и на индиректен скриен начин се инвалидизира, тоа е скриено непријателство, мислам дека има поише меѓу жени отколку меѓу мажи, зашто они си се жена на жена волк, како викаат, затоа што они нитер начин го прават, они не го прават директно вака како мажи, они индиректно го прават меѓу себе, ќе се сизадат другаркиве меѓу себе, затоа што еднава е пубава, другава е, не знам, поуспешна, друга сега се имаат љубомора и се тоа другарство е. Луѓе, кога ќе отидете во некоја група на луѓе, каде што гледате дека има завидливост, каде што има надпревар, таму не може да има добри релации. Затоа што ако има надпревар помеѓу пријателиве, каде што треба да има хармонија и сите да се на еден тим, ако нема добра хармонија и ако има надпревар, ти си таму тензија. Многу често луѓе ќе излезат во некое друштво и во тоа друштво, особено кај што има материјални споредувања, затоа што кога има материјални споредувања, ти знаеш дека таму духовно споредување, духовно споредба не ни има, затоа што луѓе што се на духовно високо ниво тие не се ни споредуваат никако, ама кај што има материјални споредувања, јас знам дека нема преголема духовна свесност. Сега, ако нема преголема духовна свесност, нема и емоционална интелигенција. А емоционалната интелигенција е таа која што ја сакате кај пријателите. Не сакате пријателите да имаат ментална интелигенција. Вие кај пријателите сакате емоционална интелигенција. Поради тоа што емоционално интелигентниот човек ќе те заштити од тоа да бидеш повреден. Ментално интелигентен човек кој што нема емоционална интелигенција, тој може на таков перфиден, скриен, лукав, итар начин да те спушти со емоциите и со надежта, и со вербата, и со што и да е, да на крај ти не ни откриеш дека е он, затоа што е итар, ама емоционално не е интелигентен. Сега, она што го сакате во добрите релации и пријателства е емоционалната интелигенција. Зашто таа емоционална интелигенција, ова ја го зборам се, ова не поврзано е што правам муабетов со тоа истражувањето на Харвард, чисто да не мислите дека за тоа збора таму, не. Кратко е видео, но убаво е да го видите. Ова е мое видување. Значи, кога човекот има емоционално интелигентни луѓе околу себе, он има добри пријателства. Затоа што емоционалната интелигенција значи фактички духовна свесност на еден или друг начин и значи до таа мера перцептивност и перцепција за околината и желба на околината да биде добро, да луѓето обично не грешат во насока да те спуштат, туку на некој начин сакаат да те кренат. Сега, тоа е тоа што го зборев за директност. Имате многу луѓе кои што ќе речат, не бе, ја го сакам, другар ми е тој све му плескам у фаца ја. Тие луѓе кои што све плескаат у фаца, тие на крај па немаат квалитетни релации, затоа што луѓе на кои што има све плеснато у фаца, на крај се отстрануваат од нив, затоа што е предиректен.
Знаете, кога ќе му пуштите на човек жежо компир, тој мора да го фрли. Ама ако му го насецкаш компиров и издуваш, и му ставиш кромиче, маслиново масло, маслинки и направиш кромпир салат, он ќе ја јаде. Пандишпаното тортава, не го јаде никој сув пандишпан, мора да се стави нешто дозгора, некој тип на крем, некој тип на пудинг, некој тип на јаготкина, нешто црешички, нешто да упие у пандишпанот, иначе никој не јаде сув пандишпан. Сега гледате, добрите релации се базираат на тоа да му помогнам на другиот човек да биде најдобрата верзија од него, да помогнам на дечкото да биде најдобар, да помогнам на девојката да биде најдобра, сопругот на сопругата да ја помогне за да се грижи за неа, сопругата за сопругот да се грижи. Поради тоа што се тим. Затоа што у тимот нема надпревара. У тимот не е важно кој е управо. Важно е тимот да е управо. Но гледайте, за човек да ја смени својата состојба, он мора да превземе одговорност и за релациите. И ако имате релации кои што не се најдобри, вие преземете одговорност, затоа што на тој начин кој ќе преземете одговорност своеволно, тогаш влагате у комуникација со состојбата. Зашто некоја состојба трае? Затоа што човекот вика дека не е он одговорен за состојбата. Ама он е цел живот истата состојба. Ама он не е одговорен за таа состојба. И се што се случува кога рече дека не е одговорен за таа состојба? Он се повлекува од состојбата. Зашто друг е одговорен. Со прст покаже. Кога ќе покажеш со прст на друг, секогаш се повлекуваш од тој. Секогаш тој кој што ќе го окривиш, ти полека ќе се оддалечиш од тоа. Ако ти окривуваш други дека се криви за твојата состојба, ти се повлекуваш од состојбата. Кога ќе превземеш одговорност за состојбата, што се случува? Доаѓаш во контакт со состојбата, тоест вниманието ти е на состојбата, не бегаш од неа, зашто ако не преземеш одговорност ти бегаш. Кога ќе преземеш одговорност, своеволно, не да те тера друг, своеволно, твојата волност го наоѓа решението. Своеволна одговорност секогаш наоѓа решение, затоа што своеволноста го има клучниот збор волност, што значи дека ќе најдеш решение. Ако ти преземеш одговорност не своеволно, зашто мајка ти ја наметнала одговорноста да учиш или што и да е, не е своеволност, ти нема да најдеш решение како да учиш, ќе најдеш решение зашто да не учиш. Ако мажот наметнува одговорност на сопругата за нешто, а тоа не е своеволно, она нема да најде решение. Ако вика дека преземала одговорност, затоа што тоа не е своеволно, нема да најде никад решение и ќе остане состојбата да се крира. Сопругата му вика на мажот да преземе одговорност, а не ќе своеволно да преземе одговорност, таа состојба продолжи да трае и неодговорноста е секогаш неодговорност затоа што не е своеволна. Одговорноста е само одговорност кога е своеволна. Ако немаш своеволно преземање на одговорност, немаш волност, со други зборови немаш идејни решенија, со други зборови не си заинтересиран да ја решиш таа состојба и таа состојба трае. Затоа вашата среќа е ваша одговорност. И ако сте околу луѓе кои што се не се најдобри за вас, мора да се прашате кој е вашиот удел за тоа. Може би ви имате удел во таа недобра комуникација, може би ви имате удел зашто некој ви е љут, може би ви имате удел заради немање на близина и може би ви имате удел ако некој човек е екстра супер токсичен, зашто постојано сте околу тој. Сега, ако вие преземате одговорност за вашите релации, сигурен сум дека состојбата во вашиот живот ќе се подобри. Секој човек ако преземе своеволна одговорност за состојбата во која што се наоѓа, не може а да нема добар живот. Превземете своеволна одговорност за работите кои што не идат како што треба и ќе видите како решенијата одма ќе дојдат. Поради тоа што кога ја соочуваш состојбата своеволно, таа не може да постои. Затоа што состојбата е таму поради некој тип на неодговорност. Ако сакате да имате решение и едноставен живот, едноставниот живот е убава работа, превземете одговорност секогаш. Имајте дисциплина. Одговорност и дисциплината се елементи на едноставен живот. Но неодговорноста и недисциплината се основа за комплексен живот, полн со проблеми, чудни состојби, обвинувања и сите тие комплексности кои што се сведуваат на неодговорност, на несвоеволност, своеволно преземање на одговорност, на немање на дисциплина и така натаму. Животот во суштина е едноставен, ама едноставноста прекинува да биде едноставна кога се јавува неетика, нечестност, неодговорност и немање на дисциплина. Затоа што почнеш да имаш недисциплина и неодговорност, комплексен станува животот и почнуваш да немаш контрола. Колку по-едноставен си во однос на дисциплината и одговорноста, толку повеќе имаш контрола врз сопствениот живот и на тој начин се чувствуваш ти многу поубаво затоа што го симплифицираш и поедноставуваш животот преку одговорноста
и дисциплината. До вас е, не е до друг. И имајте на ум да ги препознаете овие квалитетни релации или квалитетот на релациите кои што се околу вас. Гледайте секогаш да бидете вие најдобрата верзија од вас за вашите пријатели, поради тоа што обично тоа што го давате и го добивате, така да ако им даете на луѓето околу вас пример како вие се однесувате за нив, веројатно ќе им оставите образци како тие се однесуваат кон вас. И ако вие цело време оставате добри образци како да се однесува некој кон вас и тој тоа не го користи и не го, ајде кажам, како не го применува кон вас, тогаш пак е до вас. Пак е до вас, зашто сте таму. Така да, секогаш е до нас и кога човекот работи на себе, он се освестува зашто ја креира таа состојба. Зашто е во таа ситуација. Начинот како да имате постојано негативни ситуации во вашиот живот, секогаш да окривувате други за тоа што ви се случува на вас и едноставно си го комплицирате животот на тој начин. Моќта е во дисциплината. Моќта е во одговорноста, ама одговорноста се сведува на свесност и желба на другите луѓе исто така да им биде како што ви оди на вас. Поентата е дека нашата вредност зависи од тоа колку сме од корист за околината. Колку повеќе сте од корист за околината, толку поголема вредност имате. Ако не сте од корист за околината, немате вредност, а ако не ја ценат вашата вредност, тогаш не знам што да ви кажам, мислам дека го знаете одговорот на тоа. Но бидете во околина која што ве слави, бидете во околина која што ви се воодушевува, бидете во околина во која што ве подпомагаат, велат кога цвеќето се пене, не го менуваш цвеќето, ја менуваш околината. Така да ви посакувам да имате добри релации, да имате добри врски, добри комуникации, но немојте да заборавите дека огромен дел од причината зашто можеби немаме добри врски и релации, можеби е до самите нас. Можеби нешто треба да коригираме и во нас. И ако го коригирате тоа во вас и повторно немате добри релации, пак можеби тогаш не е до вас. Ама прво запрашајте се дали е до вас, поради тоа што на тој начин човекот презема одговорност. Виделе луѓе кои што секогаш викаат дека не е до нив, многу се тешки за живот, поради тоа што не ја преземат одговорноста за околината. Преземете одговорноста за околината на тој начин што ќе имате убава комуникација, позитивна енергија, ќе бидете позитивен пример за нив и на некој начин ќе им дадете образец како тие да делуваат во однос на вас. Се гледаме во понеделник, петок, нема да имаме лайв, ви посакувам убав празник и трудете се да биде уште подобро. Чао, се гледаме понеделник, поздрав.